Poglеднете ги, сами се, ни публика, ни декор, ни костум. Тие ќе вежбаат додека дојде куто. Едниот на другиот си објаснуваат каде се наоѓа патот, ендекот, дрвото што се сокрива в сенка. Тие ја опишуваат облеката и парталите во кои се облечени. Погледнете ги. Чудото започнува. По неколку секунди, нивните лица, нивните гласови, положбата на нивните тела, сето тоа ќе престане да им припаѓа. Тоа не ќе се веќе двајцата што ги видовме кога влегоа. Тоа ќе се двајца скитници што врз своите плечи ја носат сета бедотија на светот. C'est l'arme. Non, mais quel genre? Доволни беа неколку секунди разговор меѓу двајцата за да создадат свет што го бара сето она што нашиве очи го гледаат и да не натераат да прифатиме една вистина повистинска од вистинската. Тоа е театар. Тоа е театарска илузија, а историјата на театарската илузија помалку е и историја на театарот. Од 17-тиот век па се до нашиве дни се обидува, како што пожелуваше Аристотел, да ги емитираат човекот и природата. Од сличноста се оддалечува само во случај на неопходност. Репродуцира соба во палата, селски плоштад, селска куќа и им се подчинува на законите на перспективата. Па дури и стилизираниот декор помалку или повеќе евоцираше стварноста. Добриот вкус бараше се повеќе откажување од сите анахронизми, како во помошните средства, така и во текстот, декорот, костумите или во музичката придружба. Со еден збор, се водеше кон обезбедување на интелектуалната или физичка удобност на гледачот. Que faut-il faire? Il faut prendre des mesures. On les prendra. Il faut fermer les lignes et supprimer les gares. On fermera. Ils vont gueuler. On les fera taire. Comment? Ta gueule! How would you like to take another look? All right, but then it's bedtime time. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Help me! No! Car tu es poussière. Et tu retourneras à la poussière. Ils partent en vacances avec moi. Ils sont tous amoureux de moi. Je ne suis pas nécessaire. L'amour n'est pas nécessaire. Je ne suis pas nécessaire. Не бара веќе сличност, ниту во местото, ни во епохата, ниту во психологијата.
Сакаме целосно слобода на изразот, преку телото и гласот, преку инстинктите и мислата. Ние сме против сите удобности, а сличноста е интелектуална удобност. Удобноста е придружник на обштествената реалност. Тоа е пат кон совршенство. To cudowna rzecz, kokaina. Taką mam jasność w mózgu. Ale na kolację, nieprawda? Mamo, daj tego, to jest nadzwyczajne. To nie jest... Maman, prends un peu. Tu vas voir, c'est étonnant, ça transforme tout. Mam wrażenie, że jestem w innym świecie. Ja chyba zwariowałam. No, panowie. По продирањето на војната во Германија, Ервин Пискатор го формира својот политички театар. Истовремено тој ги воспоставува законите на борбениот театар на 60-тите години. Меѓу неговите следбеници се вбројува револтираниот Бертол Брехт, кој славата ќе ја постигне многу подоцна. Vous avez vu et entendu. Vous avez vu un événement ordinaire, un événement comme il s'en passe chaque jour. Et cependant, nous vous en prions, sous le familier découvrez l'insolite, sous le quotidien décelez l'inexplicable, puisse toute chose dite habituelle vous inquiéter. Dans la règle, découvrez l'abus, et partout où l'abus s'est montré, trouvez le remède. Зашто не е доволно да се објави правдата, треба да се одбие, да и се стане соучесник. Si on se pendait. Avec quoi? Tu n'as pas un bout de corde? Non? Non, on ne peut pas. Allons-nous-en. Attends. Il y a ma ceinture. C'est trop court. Tu tireras sur mes jambes. Et qui t'irait sur les miennes? C'est vrai. Fais voir quand même. À la rigueur. Ça pourrait aller. Mais est-elle solide? On va voir. Tiens. Elle ne vaut rien. Tu dis qu'il faut revenir demain. Oui. Alors on apportera une bonne corde. C'est ça. Eddie. Oui. Je ne peux plus continuer comme ça. On dit ça. Si on se séparait, j'irais peut-être mieux. On se pendra demain. À moins que Godot ne vienne. Sylvia, Nous serons sauvés. alors on y va. Нападот врз современото општество во Франција повторно се јавува во 1950 година. Бекет ги искажува метафизичкиот страв и ужас на човештвото по експлозијата на атомската бомба. C'est pour ça que j'ai pu passer. Moi, d'habitude, je suis coincé toujours. Là. Il y a des barrières et tout ça. On est pas en avance, hein. Што се однесува до ЮНЕСКО, тој е затворен во својата самотија што ја разоткрива со дива радост. Англиски граѓански ентериер со англиски фотели. Тоа е англиска вечер. Господин Смит, англичанец, во својата англиска фотелја и пантофли пуши англиско луле, чита англиски весник до англиски оган. Тој има англиски очила, сиви, англиски мустеќи. Покрај него во друга англиска фотелја госпоđата Смит, англичанка, крпи англиски чорапи. По долги моменти на англиска тишина, англискиот часовник отчукува 17 англиски удари.
Messieurs, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise et nous avons bu de la bière anglaise. Les enfants ont bu de l'eau anglaise. Nous avons bien mangé ce soir, c'est parce que nous sommes anglais. Que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Les pommes de terre sont très bonnes avec le lard. L'huile de la salade n'était pas rare. L'huile de l'épicier du coin est de bien meilleure qualité que l'huile de l'épicier d'en face. Elle est même meilleure que l'huile de l'épicier du bas de la côte. Je ne veux pas dire que leur huile à eux soit mauvaise. Pourtant, c'est toujours l'huile de l'épicier du coin qui est la meilleure. Mary a bien cuit les pommes de terre cette fois-ci. La dernière fois, elle ne les avait pas bien fait cuire, et moi je ne les aime que lorsqu'elles sont bien cuites. Така започнува обвинувањето што го напушта човекот на современото општество. Темата за неможност за контактирање како и за абсурдноста на светот ќе биде прифатена во сите светски сцени. Arrêtez les guerres. 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 Stop the war. Stop the war. Stop the war. Change the world. 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 Changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Changer le monde. Arrêtez les guerres. Freedom now. 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 Со Living театарот во Америка пламнува првиот жесток протест против она што еден психолог подоцна ќе го нарече умртвување на телото во смисла на модерната цивилизација. Тој се инспирира од црниот театар. Повторно го откриваат Арту. Нема удобност за гледачот. Театарот мора да го присили гледачот да биде свесен за најболната стварност. Тој, театарот, треба да е постојано предизвикување. Pick up your gear and get out of here. Move it! Let's go! Let's go! Hey! You just crossed my white line. You masked me first, eh? Hey. Tonight's gonna be your night. Треба да се разнишаат луѓето, да се возбудат во своето тело, да насетат силно чувство, дека светот од челик, закон и ред се распрстува, зашто тој свет не раздели од идентичните извори на чувството. Не пресече од сите творечки луѓе и не претвори во чудовиште без срце, додека комедијантите водат огорчена и неблагодарна борба.
Во едно полско градче, изолиран со неколку другари на третиот кат од една стара куќа, Гротовски работи врз подготвувањето на артистот на новиот театар, каде што телото ќе биде средство за изразување, како што е и лицето, и на создавањето на поетично што ги утврдува новите закони на изразот. Во основа се работи за тоа повторно да се пронајде, да се пресоздаде хармонијата кај секој од нас, кај човекот што го создава модерното општество и неговите неискриени аспирации што драматички се задушувани. Заради тоа, Кротовски ги става на разгледување и самите принципи на техниката на драмскиот израз, дишењето и спуштањето на гласови. Новиот театар како да се здоби со свој господар што го откри неговиот стил, но секако се уште е рано. Младите аниматори не се готови да прифатат да се скрутат во една ортодоксија. Брехт е надминат. Кротовски е надминат. Новите туку расцутени школи се напуштени. Тежнение е ослободување од веродостојноста, од илузијата. Nasza pierś boleścią długa, najgorsze przeznaczenie i najgorsze to cierpienie śpiewać, kiedy serce boli i śpiewać temu, co w niewoli, trzeba na to być ptaszkami bez rozumu. Sami nie śpiewacie bez rozkazu. Każda bolest chce wyrazu, kiedy w sercu jej za ciasno i my tłum bolest własną, gdy nas kajdan gdzieś unosi. Zaśpiewajcie, to jest prości. Panem tego świata. Секој стил станува пречка, застарен спомен на едно судено минато. Театарот не е имитација на животот. Тоа е животот како што го живееме. Во својата вистинитост, суровост, во неговиот интензитет, во најинстинктивното, во најсексуалното, во најпредизвикувачкото. Театарот не е театарска сала, ни сцената, ни декорот, ни музиката. Театарот тоа сум јас, тоа сте вие, таму каде што живеете, на улица, во фабрика. Allô, allô, ce soir je m'amuse, il me faut de jolies filles, j'y mettrai le prix, mon lit est large et sourd comme le fond des mers, j'use et je contamine une armée d'amoureuses, j'ai appelé ça l'amour, une bonne fois pour toutes. L'essentiel c'est qu'on n'en sache rien, je bâtirai une chapelle, et le pape m'absoudra. Allô, allô, Afrique, Asie, Océanie, à genoux, j'apporte l'incendie, l'alcool et la mitrailleuse. Театарот не е имагинарна авантура. Театарот, тоа е нашиот секојдневен живот. Тоа е настанот како што се случува. Ако настанот го нема, може да се предизвика. Во срцето на човекот секогаш има чувства готови да избувнат. Латмин му го открива тоа на гледачот и на оние што го чувствуваат тоа. Латмин, тоа е вистинскиот живот, ослободен од сите лаги. Латмин, тоа е слобода. Најпосле театарот е слободен, ослободен од сите закони, од сите материјални или морални влијанија, од секоја традиција, од секој стил. Дали е тоа и конечна победа? Први чекори и веќе
Една американска компанија применува огромни кукли, анимирани од еден скулптор. Нивните лица биле стилизирани и на улиците како на сцена ќе доловувале театарската илузија. Успеа исто така да го рехабилитираат артистот, битен инструмент на театарската трансфигурација која диктатурата на режијата е девалоризирала. Nous sommes au Vietnam, faut-il le rappeler. Во Пражкиот театар, Отмар Крехка се обидува да ги здружи артистот и режисерот во заеднички мизансцена. Надминувајќи го предизвикувањето на известни теми и на известни изразни средства, новите режисери се обидуваат да ја пресоздадат поетската атмосфера повистинска од вистинската. Така, како што беше случај во поезијата со надреализмот или во сликарството со абстрактната уметност, денешниот театар доброволно се откажува од сето традиционално наследство и несопирливо, многу побогато и послободно се враќа кон својата причина за постоењето на трансфигурацијата на илузијата. Eh bien, comment t'appelles-tu? Ça suffit. Quel jour sommes-nous? Mardi. Eh bien, puisque nous sommes mardi, je vais t'appeler vendredi. Et je tournerai ceci. Un flashback, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
sombre nuit. Oublions le sang, oublions le bruit. Soyons heureux, soyons libres, jusqu'à la fin de notre vie.